In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Да ви каже нешто Чичко Фестер. СДС Тошковски не му дојавил на груби за да избега. Немојте со тие бумбарски вештини и спинови и понатаму да ги продавате. На груби му има дојавено некој фин момак од негови редови. Еден од оние што ве клацкаа 6 години у скутот и ви пееа оп на Чичо лешничина и оревчина, оп на Чичо лешничина и оревчина. Такви му дојавиле на груби. Не правите далавери. И немојте више со соопштенија типот ова е политички монтиран, овој прогон, обвиненија, трт-мрт. Вие сте матиците на политичките обвиненија, да ве подсетам на 27 април. Вие направивте еден куп политички монтирани обвиненија и процеси и осудивте луѓе за да можете да истерате предавството што ви беше наметнато од надвор. Така да, доста гум на јадење, доста празни муавети и соопштенија. Ебете си мајката да финиширам, нели, да поентирам у муаветот. Инаку, одлично е тоа што македонското МНР конечно тргна во акција на освестување на европските бюрократи за проблемот со бугарите, да им објаснат убаво што тоа всушност сакаат бугарите и колку се непринципиелни нивните барања и на кој начин сакаат да ги бугаризираат македонците, т.е. да го избришат македонскиот идентитет. Баш супер, сега они тамо, Борисов и компанија, нека им објаснуваат на тие европските бюрократи што всушност лежи зад нивната кампања повеќе годишна, не би рекол повеќе годишна, повеќе децениска за асимилација и за бришење на македонскиот идентитет. Така што добро е нашето МНР што се одвои да тргне во таква акција, лобирање што и да прават, тоа е се на место. Така што многу малце простор ви останува на сите вас неверни томи и останати непријатели и понатамошни на својот народ и на македонскиот народ и на оваа држава со вашите спинови и глупости да го замајувате и понатака народот. Некој конечно се одважи да делува, само пак ќе кажам да видиме до каде ќе оди сета таа работа. Јас се надевам за доброто на сите, за доброто на власта која што се дрзна да се спротистави на разни наркобанди, на разни сиви еминенции, на она политичкото подземје во Македонија, кое што ја рушеше Македонија 6 години и се обидуваше да го понижи македонскиот народ. Конечно и мора да истера таа работа до крај, како што реков во едно мое поранешно неодамнешно обраќање, затоа што кога се чистат гумната, се чистат до крај. Не сме нито малецко гумце да остане, за да не се случат повторно срања и повторно утре заутре да дојде некој и да се дрзне да го направи она што го направи СДС кога дојдоа на власт. Значи, само можам да кажам дека късот ви е до зид, ова се однесува на СДС, можете само да лапрдате со 600 соопштенија, со 600 спинови, што сакате. Реалноста е малце поинаква. Македонија почнува да се поместува од мртва точка. Тоа ќе биде тежок, долг процес, но битно е сите да знаат, да знае и власта, ако веќе собрала храброст и политичка волја и сила да тргне во една таква опасна авантура, да знаат дека народот, јавноста ќе биде со нив се додека тоа го прават од автентични овие мотиви и со и што се вика од срце, се со цел да ја кренат државата на нозе и да го заштитат максимално
македонскиот народ од понатамошни страдања или премрежја. Ова беше моje кратко обраќање. Карт бланш имате од јавноста, од нашиот народ, да продолжите во таа борба, а сето останато ќе го решаваме успат. Разни говеда, разни куротресини што ќе се обидат да ја минимализираат вашата заложба, вашите напори во средување на државата. Тука сме да ги ставиме на своето место кога ќе кренат малце главата. А најубаво им е да ќутат за нивно добро, затоа што ги видовме колку можат, колку вредат и до каде до туркаа, додека беа на власт. Никогаш повеќе СДС, никогаш таква грешка повеќе не сме да ни се случи. Јас сега се враќам на сега ќе правиме прогон, тоа е онаква генерална проба правиме, ја пуштаме представата во целост, да видиме каде што фали, да видиме костимиве дали ни пречат, каде ни пречат реквизитите, каде точно да ги употребиме, каде точно да ги оставиме за да ни бидат најприкладни, за да ги искористиме во сцената што следи, да видиме со улогиве каде треба да фалат реакции, каде треба нешто да се појача, да се намали, каде треба нешто да се исчисти ако е одвишак или ако пара очи, или ако не е дел од представата, да кажеме, се со цел да се подобри динамиката на представата, незиниот тек и нормално најважно од се е да се зголеми задоволството кај публиката, затоа што сепак Family Адамс е една црна комедија во која што се надевам ќе уживате многу од вас, како што реков. За предпремиерата, што е на 24 декември, нема веќе карти, целата е распродадена. Ова одамна се нема случајно во Драмски театар предпремиерата да биде цела распродадена. А што се однесува до премиерата, не знам каква е ситуацијата, но пак ве советувам, побрзајте со набавување карти, затоа што може да нема карти. Токму заради големиот интерес, директорот на театарот, Роберт, стави уште една представа, значи ќе има уште една реприза пред нова година, која што ќе биде на 27 декември. Нормално разговаравме и заради интересот донесе одлука сепак да стави уште една реприза, така да имајте во предвид дека има уште една реприза пред нова година на 27 декември. Ви посакувам да поминете добри сати 30 минути, толку мислам дека ќе трае представата, сега не знаеме точно, но од прилика до на што сега сме направиле 3-4 прогони, најверојатно ќе трае толку, не повеќе, што значи ќе биде динамична, интересна за гледање, да никој нема да му биде досадно и со задоволство ќе го помине тоа време во театар. Значи, се гледаме прво на 24 декември на предпремиерата, потоа на 25 премиерата и 27 на првата реприза. И гледање. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a like and no wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.